Од силни врски со Соединетите Американски држави и посети за зајакнување на стратешкото партнерство со администрацијата на Трамп, Македонија доби царини од 33% за нашите производи при увоз во Америка, кои се меѓу највисоките во регионот. Највисоко рангирана на списокот на Трамп е Србија со царини од 37%, а Албанија и Косово поминаа најдобро со минимални царини од 10% за извоз во САД. Европската унија доби 20% царина. За експертите ова е неочекувано. Велат ќе бидат силен удар за македонската економија. Ударот врз нашите најважни трговски партнери, Европската унија и Германија, особено со автомобилската индустрија, ќе не погоди и нас, велат тие. Споменав дека извозот не е толку голем, околу 110 милиони евра, меѓутоа секако ќе влие на одредени компании. Не очекувам дека тоа во моментов би го намалило доаѓањето, да кажам, на странски инвеститори, меѓутоа би рекла дека многу поголем е индиректниот ефект, односно ефектот кој што нашите компании го имаат преку извоз на одредени производи кон ЕУ и потоа извоз од ЕУ кон Америка. Исто така мислам дека ќе доведе до намалување на идни можни инвестиции од САД, особено зборам за диаспората. Поведувањето на тарифите кон Европската унија ќе има огромно влијание, како и контрамерките кон тарифите кои се подготвуваат од Европската унија и повикот за унифициран обединет одговор. Според Рајко Славевски, поранешен министер за финансии, во тарифите на Трамп нема сентимент и поважни земји за Америка се многу повеќе погодени од нас. Владата, добро прашање, мора веднаш да види, да речам, да направиме на кост-бенефит анализа. Соединетите Американски држави кажа дека оставаат простор доколку земјите реагираат не сега да ги зголемуваат царините, она што им е најавено, да речеме, од земји како Јапонија, Јужна Кореја и Европската унија, туку да ги намалат. Мислам дека е најдобро ние да видиме колку можеме она што ни се забележува дека е трговска бариера на нашиот увоз од Соединетите Американски држави да го намалиме, со тоа да го одоброволиме и тие веднаш да реагираат со намалување на царината. Според Трамп, тарифите се одговор на вонредната економска состојба. Рече, Америка е силувана и ограбена од другите држави. European Union, they're very tough, very tough traders. You think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%. We're going to charge them 20%. Бројни држави па и Европската унија најавија контрамерки што дополнително ќе ја засили светската трговска војна. Претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен предупреди дека тоа е тежок удар за глобалната економија. The global economy will massively suffer. Uncertainty will spiral and trigger the rise of further protectionism. The consequences will be dire for millions of people around the globe. Белата куќа кажа дека новите основни царини од 10% ќе почнат да се наплатуваат од 5 април. Реципрочните тарифи пак за одредени земји ќе стапат во сила од 9 април.